Добро дојдовте во процес. Има ли доволно педиатри во државата? Во чии раце се оставени децата за време на викендите и ноќните служби? Зошто клиниката за детски болести е преоптоварена токму за време на овие дежурства? На оваа тема во процес разговараме со доктор Марија Ивановска од клиниката за детски болести и доктор Марија Христова, педиатар. Беше поканета и директорката на здравствениот дом, меѓутоа рече дека од оправдани причини поради службен пат не може да присуства, но испрати одговор на некои од прашањата. Ке почнам директно со она што е главна поента на денешниот разговор. Има ли дежурни педиатри во Скопје? Има ли дежурни педиатри во државата? На кого се оставени децата за време на дежурствата? Дежурни педиатри во државата на клиника за детски болести има. А во останатите институции, може би професорката повеќе ќе каже, не ми е познато. Дежурни педиатри нема, не само дежурни. Педиатри нема. На број на прсти можеме да ги изброиме колку се педиатри во здравствениот дом, во здравствените домови во Скопје. Скопје е велик град, Скопје е пола Македонија. Не знам како се во другите градови педиатрите. Ама немаме педиатри. Не само за дежурство, за обичните денови. Матични лекари, тие што беа педиатри, што ги има ретко, работат како матични лекари, повеќето од нив се пензионирани и домови има што се без педиатар. Децата ги водат матичен лекар, општи лекар. Кој што прегледува и возрастни, и све. болни, се тоа. Како е замислено тој матичен лекар? Јас не можам да си представам како можеше на еден завршен лекар, кој што ќе заврши медицина, ги поминува тие обавезниот стаж и после тоа, положен државен испит, он може слободно да си отвори ординација како матичен лекар. Од нула па до крај. Што искуство има тој лекар да ги лечи децата? Ние педиатрите, нас така не учеа и ние така ги учиме. Детето му припаѓа на педиатарот. Зашто е заборавена таа девиза? Кој тука е некрив или кој учествува во тоа да педиатриската служба се симне на минимум да биде присутен педиатарот? Може би сега, како што слушаме дека може почнува да пуштат на специализација. Ама имаше еден период, долг период, многу долг период кога педиатри немавме. Јас се сеќам, јас на клиника сум работела 40 години. За сите тие 40 години ние имавме педиатри. Доаѓаа на специализација, финансирани од државата, имаше секогаш по домовите, ние организиравме средби многу често, заедно со педиатрите во домот. Или они доаѓаа кај нас, или ние одевме со предавања, со све. Педиатриската служба беше, ја можам да кажам, на највисоко ниво тогаш. Потоа се сменија стратегиите, дојдоа матичните лекари, сега доаѓа друга новина, нели семејните лекари кои што треба да ги заменат матичните и да преземат улогата на целото семејство. Јас сакам да се вратиме повторно на дежурствата. Пред време имаме некои податоци од детската клиника, од број на извршени прегледи во текот на викендите. Еве 26 декември 2015, ноќна и дневна, има 113 прегледи, недела има 109 прегледи. Згрижени деца 30, а според моите информации има 4 кревети. Ако е тоа вистина. Во дневната. Знаете како? Значи, само ако може, сабота 9 јануари 102, недела 125,
Во февруари истата слика 129, 134, Тоа би еве било, во да ве март скратам, 109, околу 119. 300. Значи, за време на викендите има околу 300 Може ли да ми ја доволните прегледи. таа слика? Да. Зошто е таа гужва? Значи вака, прво тоа се случува во таа општа порано амбуланта, професорката се сеќава, а сега ургентна амбуланта или ургентен центар. Вие доаѓате токму од таму. Токму од таму, јас работам во тек на дневна смена. Значи во тек на ноќна смена таму се случуваат, значи во тек поготово во тек на викендите, по 300 прегледи и 30 згрижени деца во 4 кревети, за тоа зборувате, тоа е во ургентниот центар, Да. кој што всушност е наменет за ургентни состојби во педиатрија. Тоа не е наменето за онаа популација на оние дечиња, што би рекла професорката, децата не припаѓаат нас, оние дечиња кои што имаат црвени грлца, кои што имаат полесна клиничка слика, настинки, температура од пред половина час, немерена температура, па трчање во болница и така натака, мислам некои така несоодветни состојби и повторно несоодветно однесување се скока примерно здравство секундарно и повторно се оди во терциерно. На тоа се должи таа апсурдна бројка од 300 прегледи во текот на викенд. Значи ви доаѓаат со секаква патологија? Апсолутно. Има ли можност да се прегледаат сите? Има ли можност од грешка во ваква ситуација? Значи, сега паѓа вниманието и на лекарот, Тоа е, значи, а се прават и големи гужви. тоа е многу суштинско и битно и круцијално прашање. Значи, се прегледуваат, луѓето се многу, што работат таму, се трудат, вредни се навистина многу од своето внимание даваат, мислам, безрезервно, посветени се на тоа. Меѓутоа, после толку прегледи, сакајки, а детето не можеме ние да ги издвоиме ова дете, повеќе ни се допаѓа ова помалку или било како, тоа би требало да функционира по принцип на приоритетност. Меѓутоа, не може заради прво и заради општата култура здравствена на родителите, кои што веќе не даваат приоритет на нивното дете, е најважно и крај. А и секој сака да дојде на клиника. И да дојде на клиника. Довербата на клиника остава. И тука е просторот за грешка. Значи, сакајки на Каде е секое грешката дете, да се најде? значи на секое дете да му се посвети подеднакво внимание, значи може човек да пропушти она што е навистина битно од небитно. Тоа навистина е ризик. Имаше ли ваков наплив на гужви за порано на клиниката? Па да ви кажам, никогаш немало таков наплив. Заради тоа што педиатрите си ги збринуваат децата. Никогаш. Сега да ви кажам тоа. Јас работам во 2 ординации со 3 матични лекари. Така, вие сте во приватна... Не, ние работиме исто со фондот, работиме со фондот, јас работам со фондот, исто така, ги прегледувам сите деца, како доваѓа. Како сте ви организирани таму? Како во за време на празниците функционирате? Еве сега вака Маја да ви кажува дека најмалку ние од нашите 2 амбуланти имаме околу 3.500 пациенти, најмалку ќе дојде некое тешко дете, вака функционираме. Ние работиме од понеделник до сабота. Во недела матичните лекари даваат телефон. И јас го давам телефонот. Не секој. Сега не, зборувам за моите матични. Да, го давам јас мојот телефон, сите го имат. На прегледот, ливчето што ќе го прегледам, тамо го има мојот телефон. Ако не можам да го прегледам, ќе го советувам. Доктор ќе има повраќа, доктор ќе има пролив, доктор ќе има висока температура. Ќе го советувам. Ако е птење, да е дехидрирано, нон-стоп повраќа, дај му ова, дај му тоа. Ако нема, пак ќе ми се јави. Јави ми се последен саат. Вие сте им на располагање на вашите пациенти Постојано. И од тие 2 лекарки, можам да кажам, едната малце не работи со децата, а и не ги дава со возрастните работи, тие двете другите нон-стоп се на телефон. И дури ми кажуваат кога, доктор, мажот ми се љути. Ако работиш со деца, мора така да биде. Мора. Во Грција се отидени на одмори, тамо се јавуваат. Па ќе речат, јавите се кај професорката. Нон-стоп
можам да кажам со сигурност нашите деца се збринути. Ако некоја некогаш така сака, има и некои случаи, температура и одат, не се јавуваат одат, али во главном нашите деца се збринати во нашите две амбуланти. Порано здравствените домови си ја преземаа улогата. Порано здравствените домови имаше дежурни педиатри. Јас се сеќавам имаше дежурни педиатри. Букуреш секогаш имаше, Млин Балкон имаше дежурен педиатар. Бит Пазар имаше дежурен педиатар. Нема педиатри сега, не дежурат. Нема што. Нема, зато се оптеретени болниците. Немаше болницата кај на клиника беше. Системски е проблемот или нема педиатри едноставно? Нема педиатри. Јас верувам дека во здравствените домови има по еден, двајца, тројца. Нема. Има домови што немат ни еден педиатар. Домовите, овие големите, можда имат. А другите амбуланти, што имат по еден, по два матични лекари, немат. И после, ќе кажат они нашите, одиме на дежурен во, или ќе ми се јават по телефон, многу тешко е детето, бевме отидени на дежурен во Јане Сандански. Ни даде амоксиклав и ни рече, одите на детска клиника. Тоа е точно. Ја можам да го потврдам. Да. Од Министерството за здравство имаше некој проект пред една година, тоа е тој пункт педиатриски. Да, кој што ја можам да кажам дека не функционира, заради тоа што пациентите кажуваат. Они оделе, знаат дека таму треба да се оди, али ќе ода, ќе ми кажи оди во Козле или оди на детска клиника, а сируп, амоксиклав обавезно ќе му даде. И тоа употребата на антибиотиците, што ние сме против употребата, секогаш на дежурство дават антибиотици. Со тој пункт. Значи, лекари од вашата клиника одеа да дежурат. Да, одеа. Мислам дека повеќе не одат и не знам дали, мислам и како функционира. Која е логиката да одат кога можат и кај вас да дојдат? Апсолутно, они преферираат кај нас да дојдат и доаѓаат кај нас. Мислам, не знам, ова ќе го кажам. Не знам дали функционира или не функционира, меѓутоа бројките кај нас се исти. Значи, бројките на пациенти прегледани во тие денонокија се исти. Еве, од здравствениот дом во Скопје вела дека нема проблем, дека службата си функционира безпрекорно во Јане Сандански и испратија некои податоци. Ве информираме дека пунктот функционира на следниот начин од понеделник до сабота од 19:30 до 23, а во недела од 8 до 23. Работи педијатар, медицинска сестра и лаборант. Педијатрите кои работат се од неколку здравствени установи, како и останатиот персонал. Во 2015 се прегледани вкупно 6387 деца. За време на викендите бројот на прегледи се движи од 80 до 100. Зошто тогаш на клиниката има толка викош? Точно. И дали е доволно тоа еден пункт за цел град? За цел град, пола Македонија. Тоа не е само еден град. Значи, тука гравитираат Тетово, Гостивар, Куманово. Тие доаѓаат како да живеат во Скопје. Директно. И тоа директно. И плюс оптеретување. И заради тоа бројката е толкава. Решение е реорганизација, да има педиатри, да можат да дежурат на повеќе пунктови. Ама еве што дека има педијатар, пак тие деца пак одат на клиника, пак одат во Козле. Може би тука и еден мал дел, еден сегмент, може би требале да начнеме. Здравствената култура на населението, на пациентите, условно кажано, некако е намалена. На што се должи тоа, може би значи повеќе. Значи е на многу ниско ниво. Дете кој што качува температура, мајката го допира со рака и констатира дека има покачена температура, не мери температура, веднаш, значи во бунило трча на клиника и дури успаничено вели
Па како? Па ја нема време да стигнам, јас морав да дојдам затоа што има покачена температура. Ма колку? Ние меѓу време мериме, тоа е 37 со 5. И вели, моето дете има температура, ја нема време да мерам температура. Пак таа здравствена Значи, култура, тие не знаат медицинска да култура што ја триажираат. немат, они треба да ја добијат од некој. Точно. Каде ја изгубија? Треба да не ја изгубија, они не ја добиле Маја. Они треба да ја добијат. Да ви кажам дека ние имаме мајки кои што и не знаат да зборуваат. Ама ја имам 2 сестри албанки. И ние нон-стоп со мајките, од новороденче кој ќе дојде. Ги советуваме. Ги советуваме. Советуваме, Мајка знае да ми се јави. Чим знае да ми се јави, немаме, веќе они добиваат, ама јас им кажувам, стално ги советувам за исхрана, за све. И немаме такви сега, знаеш дека се менува. Вие сте Беа педиатар и вие се грижите за децата. Па Ги токму тоа, пратите. дека матичниот лекар е Или главен. може би е желбата секој да го добие тоа најдоброто на највисоко ниво терцијално здравство, па ете се скока Меѓутоа, примарно. терцијерното здравство е наменето за друго. Сосема е за друго, за болничките Значи, деца. ова се За друга покомплицирани патологија, случаи. да, тоа се веќе за поинакви, посериозни заболувања, хронични заболувања, тешки заболувања. Само се или оптеретува ургентни. болницата. Само се оптеретува болницата со тоа што Апсолутно. ги има 300 деца да се прегледат за Со викенд. црвено грло. Сега имавме една, мислам, посета на еден тим од Америка, во склоп на ургентниот центар што е доле, и тие беа просто зачудени, шокирани. Мислам, како е тоа можно, беа сведоци на таа состојба, како е можно црвено грло, мислам, дечиња со црвено грло, со една обична настинка и лесно покачена температура, да доаѓаат во ургентен центар. За нив беше тоа, мислам, шок. Мислам, тоа е истото да се случи во нивната земја, не дека не се случува. Тој што дошол таму, мислам, Јас добро ќе го почувствува, да ви мислам, кажам едно финансиски. искуство од почетокот на 90-тите, дојде еден тим од Лондон, екипа на семејни лекари. И такав тие предавањата што ги држеа они во Охрид се одржува, ние одевме таму по недела дена, тие уживат, ние уживаме. И на крај едната од нив, семејен лекар, таа имаше цела поликлиника или така, не знам, болница или како да се наречи, како она ми кажуваше. Сите деца ги збринува она, сите деца се збринуваат, интензивно нега бара само дете кој што треба да оди во болница, да прима венозна терапија, да прима кислород, да не, дури и тоа даваме ние, вика. Ми викаше он. Бе во Америка 2 пати, еднаш една година, друг пат. Во интензивна нега доваѓа тешка астма. Дава дете, за деца зборувам. Дава терапија, све, тешка астма. Никогаш не видов, па 2 месеци бев таму присутна, посетов во Чикаго. Да донесат некој... Никогаш немаше тешка астма, ќе му даде терапија и ќе го пушти дома. Али нашиве сега тука, точно се таа, може би медицинската култура на мајките, на населението наше е на ниско ниво, ама веќе време е тие да се освестат и време Дали ова значи дека толкав период немање на педиатри, недостиг од педиатри? 26 од години помина специјализации? белуѓе, да, Дали толку ова тоа. значи рефлексија на сето тоа? Дали може би е тоа резултат? Најверојатно тоа е. Ние, дете, пак не знам да кажам, за матичните лекари кои што се од почетокот, од клупа што се вика, он почнува да лечи. Дали тој лекар е во состојба да има да збрини дете, кој што е дехидрирано, да го стави на инфузија, кој што има тешко дишење, кој што има бронхообструкција, да го стави на инхалација. Такви услови нема, колку што ми е мене познато, ниту за возрастни, не за деца. Значи, матичните лекари превзема една улога, меѓутоа
Немаат По- можности, немаат ни лекови, немаат ниту инфузии. Веќе- А не се да. обучени Која е може би целта доволно на- за тоа. на- Тоа е на на- педиатри. Они доколку во немаат таа некоја тешка медицински состојба кој материјали. ќе одат од нашите пациенти, без да не консултират нас, многу албанчиња одат во Систина. И после третиот ден ќе дојдат таман, спасувајте докторке, 3 дена, 1000 евра. Многу скапо е, многу ова, аман. Сега таа е установа педиатриска исто. Установа е Козле и установа е детска клиника. Детската клиника, да. Не се оптеретени Систина заради тоа што се многу скапи, само од Косово има пациенти. Кој може да си дозволи? Кој може да дозволи таа состојба, да ги плати тие пари? Не знам, треба многу работа тука. Многу организираност. Ајде сега кажам, дека има повеќе на специализација. Колку на тие специализација се од здравствениот дом? Колку Скопје ќе го збрина, тоа 4 години За треба да другите помине. градови да не зборуваме, бидејќи имам информација дека некаде воопшто нема педијатри. Да. Цели градови се оставени без Па педијатри. даде, ако толку години немаше на специализација, еден, двајца ќе примат и тоа приватно, кој може да издржи 10-12 илјади за една специализација да За плати? среќа сега има од здравствените домови Има? во последно време, да. Со прешарано и приватни специализации, меѓутоа во последно време се пуштени Добро, специализации од Лекари на Ама кои што ќе- им треба време да станат. Ама 4 години тој ќе специјалисти. специализира. Да, И искуство. сега да не стекнат. знам како е замислено за овие амбулански педиатри. Тоа е поделено сега специализацијата на Па, точно. болничка и болничка. Вон болничка, ето амбуланска, вон Да. болничка. Он ќе специализира 3 години, предавање ќе слуша сабота, недела, после на крај треба да има, а ќе си работи со овие, може ќе биде како диференциран педиатар, ќе работи со матичните, а предавањата и после 3 месеци ќе има пракса. Како Не и знам да како е ќе замислено. Остана еден непотполнет простор. Во Македонија недостасуваат педиатри за најмладите, таму каде што најмногу се потребни. Се скока примарното, се скока и секундарното здравство, теретена е клиниката за детски болести. Реоптеретена. Знаете Многу. вие како Да, било, како како е и било, да. сега. Што треба да се смени? Ова е системска Дали, грешка, што треба да се направи? вие требаше да поканите некој од комора, лекарската комора и од педиатриското здружение? Што се кај се Политиката во здравството ја педиатриското? води Министерството за здравство. Па да, вака може, али секогаш у советот со комората и со педиатриското здружение. Ние, самите педиатри, здружението на педиатрите требаше да се буни, да бара специализациите да продолжат. Да не се Ама не се створи, бунеле. да се створи таков вакуум. А може и се бунеле, ама кој ги слушал? Добро, јас ви благодарам на разговорот. Благодарам на поканата.